Тетовци годинава се собра на Тетовското кале каде го одбележаа празникот Свети Атанаси, чија црква Нова Тврдина го носи името на овој светец. Во утринските часови, Тетовското архиерейско наместништво ослужи света божествена литургија, каде се собраа голем број верници, меѓу кои беа и пратеници министри, како и председателот на државата Ѓорги Иванов. Од тогаш кога црквата торжествувала над незнабожците, Свети Атанаси блеснал пред сознанието на црквата како стол поставен од провидението да биде носител на вистината. Затоа по блаженото упокоение на архиепископот Александар, истиот Атанаси бил повикан да седне на тронот архиепископски и да го продолжи започнатото дело. Иако на соборот била осудена аријанската ерес, истата продолжила со своето действување. Светиот Атанаси го зел кормилото на Александриската црква во своји раце, но колку посилно и подсврсто го бранел православието од нападите на еретиците, тие станувале се подрски и поголеми. Големи клевети биле измислувани против Атанаси Велики. Го обвинувале дека бил непријател на царот и на државата, дека вршел предавство на епископите, дека бил маѓевсник и дека живеел неморален живот. Обвинувањата стигнали до царскиот двор, зашто Свети Атанаси морал да одговара пред судот во Тир. На расправата тој достоинствено си ја бранел својата чест. Бил обвинет дури и за тоа дека на епископот Арсений му ја пресекол раката, а на самата расправија се појавил епископот Арсений жив и здрав и ништо не му фалело. Обвинетиот веднаш бил ослободен од сите обвиненија, а клеветниците замолкнале. Тогаш Свети Атанаси се враќа повторно во Александрија. По враќањето од прогонството, добриот пастир ја посетил својата паства по селата и по градовите, крепејќи ги во нивната вера. Преку своето слово на верниците им ја појаснувал риевата ерес, укажувајќи им на големата опасност за црквата, за народот и за целото општество. При тие пригоди се среќавал со видни личности, им давал инструкции за следните етапи во борбата. Пишувал посланија, а на богослужбите преку проповеди им го толкувал Евангелието. Светителот наоѓал време да ги посети затворениците, епископите, свештениците, монасите и верниците. Знаел колку е потребен за црквата Божја, за запазување на чистотата и на чистата вера и мирот меѓу луѓето. Затоа храбро и умно се пазил од многобројните непријатели. Во најопасните мигови од животот пројавувал ладнокрвност, а од смртта истиот не се плашел. Свети Атанаси е меѓу најголемите учители, браќа и сестри на Светата православна црква. Затоа ние, верниците, се приклонуваме пред неговиот високо ценет и почитуван ум заради светоста на мислите, светоста на чувствата, делата и сеодајната преданост на Господа Исуса Христа. Денес, кога го чествуваме Свети Атанаси, го чествуваме и светиот Кирил Александриски, кој го продолжил делото за светоста и чистотата на православието. Преку нив ги славиме и воспеваме сите поборници за верата наша православна. Целта на нивниот живот била во црквата да завладее мир и едномислие. Затоа апостол Павле ни порачува: помнете ги и вашите наставници, што ви го проповедаа Словото Божјо, и имајќи го пред очи крајот на нивниот живот, подражавајте ја верата нивна. Исус Христос е ист и вчера, и денес, и во веки. Да ги помниме светиот Атанаси Велики, архиепископ и патриарх Александриски, светиот Кирил Александриски, светите рамноапостолни, сесловенски просветители учители, браќата Кирил и Методи, и нивните најдарежливи и најнадарени ученици, светите Климент и Наум, охридските чудотворци и сите наши македонски светители, од чии усти сме го слушнале Словото Божјо. Сме го слушнале гласот на мудроста, што ни носи спасение, браќа и сестри. Тие ја имале Божјата љубов, Господ Бог ги обдарил да бидат такви. Ние сега ги помоливме да ни бидат молитвеници и застапници пред Бога. Да живееме долг и богоугоден живот, а потоа да бидеме жители
и на Царството Божјо. За многу години нека ни е денешниот празник на здравје и спасение, нека се молитвите и денешната ослужена света божествена литургија. Пренесуваме чествувањето да биде уште поторжествено од година на година. Божје здравје, како што е традицијата, после литургијата, веднаш сега, уште малку ќе потре, ќе дадеме отпуст, ќе излеземе сите надвор, за да извршиме мал водосвет и речење на конските колачи. Ја користиме оваа прилика во моје име, во име на отецот протереј Мирко Станковски, да мојот собрат, да честитаме на кумовите кумството, да посакаме се најубаво во животот. На сите вас, тука присутни, на сите браќи и сестри наши што живеат во нашиот град, в Тетово, во секој град, село, татковината наша и сиот свет, посакуваме многу здравје, мир, слога, љубов и благосостојба. Рече отец Дарко Наумовски од Тетовското архиерейско наместништво. Повозрастните верници велат дека традицијата е затекнеле од нивните родители, за кој празникот Свети Атанаси на Тетовското кале бил практично празник на градот. Така и ние овој празник го чувствуваме и ја продолжуваме ваквата традиција. Денеска е добар ден, денот е убав, има луѓе, има свет, секој си има скариче, пивне, се касне. Ваков ден да има секоја година слога, мир, секој да има, да се поштуе овај празник, да се секоја година да се слави со поќе народ, маса поголема, да биде убаво и све највесело за сите христијани, не само овде и било каде на целиот свет. Овдека сме веќе од деца, редовно доаѓаме, така со софриче, адетот да го направиме, пошто Свети Атанасија е наш еден од најголемите празници. И уште како дете и со татко ми овде сум доаѓал. Не промашувам ни една година, било дожд, снег, ми е мора адетот да го направиме. И ете така, со друштво, со другарите се собираме, едно ѓезбе. Традицијата кај нас е 48 годишна. Годинава, на жалост, имамо еден од тие 48 години што ставеше Јовица Црногорецот и починаве. Ева малку сме да речемо поскромни, ама традицијата како што гледате останува секогаш ве. Дур сме живи, поколенијата гледаме младиве луѓе кои што доаѓаат и тоа е добро. Значи, Тетово е осликано денеска ве на 31 овде. Се надеваме дека ќе останеме такаве, век ќе живееме овдека на овие простори и мислим дека ако ја трнеме политиката настрана, ние знаеме како да живееме во Македонија. Према тоа, единствено што останува, да се дружиме, да се сакаме, да се љубиме и да бидеме тоа што треба да биде во цел свет, а поготово овдека на овие простори кај што имаме соживот меѓу повеќе нации. Да, ова е убав празник, Свети Атанаси, редовно тука се слави во Тетово, во Тетовската околија и тука на Тетовско кале сум доаѓал досега, сега сум тука и ќе доаѓам во иднина. Нашиот народ силно е приврзан до своите традиции и ваквите денови се добар подсетник за тоа кои сме и што сме. Истакна тетовци, чествувањето продолжи до досните попладневни часови со скара, топла ракија и чај. Празникот Свети Атанаси Велики денес традиционално беше одбележан и во село Долно Седларце. Во патроната црква беше отслужена света божествена литургија, на која присуствуваа верници од селото, но и од околните населени места, кои му оддаваа почит на Светиот Атанаси, палеа свеќи и се помолија за здравје за нив и за нивните најблиски. Свети Атанасије Велики, архиепископ Александрийски, je roden во Александрија 296 година и од самото детство бил наклонет кон духовниот позив. Бил ученик кај архиепископот Александар и тој го пратил на првиот Вселенски собор во Никеја. На овој собор Атанасија се прославил со своето знаење, благочестивост, ревност за православноста. Тој многу допринел да се разбие Ариевата ерес и да се зацрсти и утврди православието. Тој го пишувал и символот на верата
koji na соборот бил и усвоен. По смртта на Александар, Атанасije беше избран за архиепископ Александрийски. Како архиепископ бил 40 години. Скоро целиот свој живот бил прогонуван од еретиците. Од царевите највише го гонеле Констанције, Јулијан и Валент, а од епископите Јесевије, Никомидиски со уште многу други, а од еретици Арија и неговите следбеници. Свети Атанасije бил принудуван да се крие во бунари, во гробови и по приватни куќи, дури и во пустината. На 2 пати морал да бега во Рим. Пред смртта малку време поживеал мирно, како добар пастир покрај своето добро стадо кое навистина го почитувало. Малку се светители што се толку клеветени и злочинечки прогонувани како што бил свети Атанасije. Но неговата душа сето тоа трпеливо го поднела. Заради љубовта кон Христа и најпосле излегла победоносна после толкава долготрајна борба. За совет, утека и морална потпора секогаш одел кај свети Антонио, кога го почитувал како свој духовен татко. Човек кој ја формулирал најголемата вистина, морал и да пострада за таа вистина се додека Господ не го успокоил во царството своје како свој раб 337 година. Нека ни е за многу години на здравие и спасение денешниот празник. По отслужената света богослужба во дворот на црквата, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ги прережа кумските колачи. Дар Христе Боже во слава и чест на светиот Атанаси Велики, прими ова бескрвна жртва во Твојот светлат небесен и мисловен Твој жртвеник, во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. За многу години напомождено, честите кумства да имате, светиот Атанаси да се моли за вас, за вашите семејства, за добробит и за благослов и напред. Седларчани останаа верни на традицијата, па така по сите обичаи наследени од нивните прадедовци, го прославија денот посветен на нивниот заштитник, патриархот Александрийски светиот Атанаси. Убав ден, да им честитам прво на нашите сограѓани што овој ден сака да ги скориста на најубав начин. Овој празник е за сите нас, за цело село што се вика Непркстове, свите го очекуваме цела година овој ден. И се што се гради, што се надградува во овој објект овдека, све се заслужни граѓаните на ова село. Имаме доста донатори што ни донира и ними да им се заблагодариме на сите донатори што ни донирале, али најповеќе од сите граѓани што немилосрдно секој ден си ја дава она што треба. Не се тие многу пари, мислам, по 1000 денара годишно, меѓутоа никој не одбил ништо, секој ден си дава она што треба редовно тоа и дури прашува унапред да плата, пошто гледа се работи, се гради и така. Како тече прославата на празникот низ годините, како било порано, како е сега? Прославата тече како секоја година, тоа ни е традиција од прадедовци, дедовци што се вика, тоа ни е останато и ние така го си го терамо. Со сите адети како што биле тоа. Биле порано мало селото било, имало еден кум, па повеќе, после имало 3 кума, меѓутоа се е наголемено, имаме 7 кума. До 2023 ни е полно се. Значи, пријавува унапред и еве новој ден сигурно ќе имаме уште 10 души пријавено, до 2025 мислам дека ќе биде пуно се. Празникот си е многу убав и сите си го поштуваат и си го слават. Традиционално за празникот Свети Атанаси Велики во Долно Седларце се подготвува заедничка трпеза. Главниот готвач Стојан Тушев денес подготви вкусен ручек за 1500 верници. Седомовна, се колат седомовна, орис со тие седомовна, 3 казана со граф, со сланина, тајниот рецепт за гравот са пеперките суви. А за обновите е џувечето. Така. Со појќе кромит, појќе зарзават како целер, како морков, пашканат и така натаму. За колку гости? За 1500. Колку години сте овде готвач?
Сум бил пред 27 години и сега, по втор пат. Заедничката братско-сестринска трпеза на љубовта приредена од годинишните кумови ја благослови владиката Јосиф. Која дењата пијат од твоите чеда, Божи Бога, сега место во векрат, си од свет, сега секогаш и во вечни векови. Почитувани верници, јас само накратко би сакал да ви заблагодарам за поканата денеска да бидам овде кај вас во Седларце. Секоја година е традицијата тука да бидам, тука во Првеница, и да вистина ми е чест и радост покрај пријатни луѓе со позитивна енергија, луѓе домаќини, да се биде присутен овде. Господ Бог да ве благослови, да имате честити кумства, благослов вашите семејства напредок, а Светиот Атанаси да се моли за вас пред престолот на Севишниот Бог. За новогодини и да се гледаме што порадосни повеси. Празникот Свети Атанаси Зимен се слави како силска и домашна слава во многу домови во Седларце. Еколошките организации побараа оставка од градоначалничката Теута Арифи поради непреземањето на никакви мерки против енормното аерозагадување во Тетово, каде последниве неколку денови концентрацијата на штетните PM10 честички надмина за речиси 4 пати над максималните граници. Тоа е жално, значи во време на енормно загадување, кога Македонија е една од најзагадените земји во Европа, па и во светот, значи и кога Тетово веќе 3 дена поред загадувањето е над 150, 200 и нешто, општината да не може да реагира, значи тоа е жално и затоа бараме или да се справат со ситуацијата или да дават оставка и да си заминуваат, пошто не се во состојба да го решават овој проблем. Невладините сметаат дека владата на чело со премиерот Зоран Заев, кој ја поддржа Арифи да победи во вториот круг од локалните избори, поради неодговорното работење, треба да ги одземе на тетовската локална самоуправа ингеренциите во областа на животната средина. Според досегашната пракса, општината нема идеја како да го намали аерозагадувањето, велат од мајки и дете. Во текот на овој период, општината Тетово можеше да ангажира надворешни експерти за проценка, идентификување и констатирање дека покрај Југохром, како најголем загадувач, кои се другите фактори и извори на загадување на воздухот и кои мерки треба да се превземат. Наместо да трошат пари за нови работни места, дури и со најоптоварената администрација во Македонија за семинари, патувања, концерти, нетранспарентна финансиска помош, финансиите можеа да помогнат да се реши овој проблем со кој се соочува овој град. Инаку владата донесе одлука да престана да важат препораките за намалување на аерозагадувањето во Тетово, поради намалените среднодневни концентрации на PM10 честички, под прагот на алармирање во 2 последователни дена. Во меѓувреме за сообраќајниот хаос во градот ништо не се презема. Се градат големи урбани зданија кои попречуваат циркулацијата на воздухот, а јавната нехигиена и натаму е присутна. Демократската унија за интеграција ќе настапи со свој кандидат на претседателските избори. Меѓутоа, даде можност, доколку во текот на наредните денови се создадат предуслови за некаква соработка на ДУИ со други политички партии за наредните претседателски избори, претседателството го овласти претседателот на партијата да може да разговара и со другите албански политички партии за евентуален концепт на заедничко излегување на овие избори, или пак со другите политички партии на другите етнички заедници заради концептот консензуален кандидат. Меѓутоа, тоа ви кажам како доколку се создадат такви предуслови понатаму. Османи рече дека се разговара и земјиња кои би биле предложени во ДУИ за партиски кандидат за претседателските избори. За сега имиња од партијата не откриваат. Македонија се наоѓа на 59-тото место од вкупно 128 земји на листата на најбезбедни земји во светот, која ја прави списанието Global Finance. Со рейтинг од 10,24, земјава се наоѓа некаде околу светскиот просек од државите, рангирани во анализата. Списанието комбинира статистички податоци од Светската банка и Глобалниот институт за мир. Рейтингот на секоја земја се пресметува низ 3 фактора: војна и мир, лична безбедност и ризик од природна катастрофа. Од земјите во регионот најбезбедна е Словенија на 12-тото место, па Хрватска, Бугарија, Босна и Херцеговина, Грција, додека Србија е едно место пред Македонија.
Полош резултат од земјава има само Албанија, која се наоѓа на 69-тото место. Оваа година најбезбедна земја во светот е Исланд, а на првите 5 позиции се уште и Швајцарија, Финска, Португалија и Австрија. Најнебезбедна земја од анализираните држави е Филипини, а меѓу најлошите 5 се и Јемен, Гватемала, Ел Салвадор и Нигерија. Земјите на врвот не се изненадување. Тоа се најчесто европски земји со развиени економии и здравствени системи. Всушност, 16 од најбезбедните 20 држави се од Европа, додека само Катар, Сингапур, Нов Зеланд и Канада се од другите континенти. Економскиот развој го намалува ризикот од воен конфликт или криминалитет. Во суштина, овие два фактори можат многу повеќе да се контролираат од природните катастрофи, кои скоро секогаш се географска функција. Стои во анализата на Global Finance. Времето денес беше облачно и магливо со повремени врнежи од дожд, на повисоките места од дожд и снег, а на планините од снег. Температурите се движеа во интервал од -2 до 2 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со слаб локален дожд, а на планините со слаб снег. Предпладне по котлините ќе има појава на магла. Ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од -2 до 4 степени Целзиусови.